Добро вечер и добре дојдовте во новото издание на емисијата 360 степени на првиот телевизиски канал на јавниот сервис. Еве ги темите за сториите што ќе ги гледате во следните 50 на минути. Владеачката коалиција во општина Тетово се подели на темата именување и преименување улици. Комисијата е таа која ќе одлучи дали е одредено име која постои ќе остане истото или ќе се преименува. Советничката група на ВМРО ДПМН не прифаќа промена на постојните имиња на улици. Реакција на германската амбасада за предлог составот на Советот на Агенцијата за медиуми. Велат кога медиумските работници изразуваат остра критика, тоа мора да биде повод за загриженост. Вратите на селото ретко се отвораат за надворешни посетители. 6-та година, жители се само четворицата обезбедувачи. Ке успее ли обидот на новата влада да го заживее македонско село? Сигурен сум дека ќе функционира и скопјани ќе имаат едно место каде да избегаат од градскиот метеж и да поминат добар викенд со семејството. Веќе требаше да се гради, но се уште нема ни тендер за подземен паркинг кај Скендербек. Зошто? Околниот простор е замислено да изгледа вака. Ги избраа со мандат од 7 години во 2014-та, но и ден денес се на функција. Станува збор за членовите на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Пратениците во собранието никако не успеваа да стигнат до двотретинско и бадентерово мнозинство за да изберат нивни наследници. Така беше се до минатата недела кога на Виделина излезе договор меѓу ВМРО ДПМН, Вреди, Знам и СДСМ. Но проблемот е што според оценките на Сдруженијето на новинари победиле меѓупартиските калкулации, а не квалитетот на кандидатите. Галена Николовска Извановиќ. 2,5 месеци пратениците во Собраниската комисија за избори и именувања размислуваа и на крај одлучија кои 7 кандидати да ги предложат на пленумот за 7-те столчиња во Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Епилогот изгледаше вака. ВМРО ДПМН предложи тројца, двајца кандидати дојдоа на предлог на коалицијата Вреди и по еден од Знам и од СДСМ. Ги предлагам следниве кандидати: Виктор Павловски, Сашо Стефановски и Петар Ѓуровски. Кој е за? Како наши предлози, значи, одиме Афрона Врзиволи и Нафие Селмани. Од Знам ја предложија Цветанка Миновска, а од СДСМ Гордана Мајнова. И случајно или не, секој од 7-те кандидати помина со ист број гласови. Со 10 гласови за, констатирам дека Комисијата за прашање на избори менувања ги усвои предлозите. Пратениците од Европскиот фронт, предводен од ДУИ, немаа дилема што се случува и ја напуштија седницата. Пред нас имаме листа со луѓе кои не ги исполнуваат предвидените услови по закон. Затоа нема зошто да земаме учество во ова претходно наместена игра од страна на политичките партии. А зошто е важно кој ќе биде член на Советот? Агенцијата за медиуми е регулаторно тело за телевизиите и радијата, а Советот на Агенцијата, меѓу другото, решава за доделување и одземање на дозволите за телевизиско и радио емитување, одобрува промена на собственичката структура на медиумите, решава за постоење недозволена медиумска концентрација и ги избира директорот и заменик директорот на Агенцијата. Во биографиите на 7-те кандидати селектирани од комисијата, кои се достапни на интернет страницата на Собранието, може да се прочита дека има снимател, монтажер, продуцент, 2 економистки и новинарка. Конкуренција им беа уште 15 други пријавени на јавниот оглас, кои ги исполнуваа условите, но отпаднаа, иако некои имаа далеку побогата биографија и искуство во областа. Сите овие околности беа причина за остра реакција од Сдруженијето на новинари на Македонија. Се создава некоја перцепција дека партиите претходно имале, да речеме, состанок, се договориле тие кандидати да бидат предложени, да бидат усвоени без некоја посебна дискусија и на тој начин се затвори оваа приказна. Но вистина разочарува фактот што не видовме мерит систем во однос на селекцијата. Тоа што значи? Значи дека кандидатите се предложени, меѓутоа тука има можеби некој систем на бодување, зошто тој кандидат или таа кандидатка е подобра од некој друг.
Во овој контекст, ако се прегледаат практично снимките од таа седница, ќе се констатира дека намерата беше да се изберат оние што претходно биле договорени од страна на политичките чинители со цел да се затвори ова прашање и се преиде понатаму. Критиките на ЗНМ сериозно ги свати меѓународната заедница. Од амбасадата на Германија, земја која што туку заврши твининг проект со Агенцијата за медиуми за 360 степени, изјавија: политички независни, слободни и висококвалитетни медиуми се столбот на една силна демократија, а професионалниот надзор на медиумите, според стандардите на ЕУ, има централна улога во тоа. Кога медиумските работници изразуваат остра критика за постапката за назначување во Советот на АВМУ, тогаш тоа мора да биде повод за загриженост. Бидејќи за да може да ја исполни својата улога, не смее да се појават сомнежи дека Советот располага со соодветните стручни компетенции и дека може да одлучува независно. Одговорност на собранието е да го обезбеди тоа. Општествата се онолку силни колку што се силни нивните јавни институции. Силата на институциите пак варира во зависност од компетенциите и интегритетот на нивните вработени. Политичките партии во земјава со право секогаш одново го нагласуваат значењето на назначувањата според компетенциите. Ваквата заложба е тогаш веродостојна кога е постојана водилка во сите постапки за именување. Дека процесот бил партизиран и несоодветен е став и на дел од експертската јавност. Луѓе кои имаат поголемо знаење да влезат во процедурата на гласање. За Снежана Трпевска од Институтот за истражување на општествениот развој РЕСИС, првиот сигнал дека процедурата не оди во добра насока бил видлив уште на јавното сослушување на кандидатите. Организирањето јавна расправа за кандидатите треба да биде организирана на таков начин да чуеме што тие кандидати имаат намера да направат во поглед на некои жешки точки, да речеме, во аудиовизуелниот сектор. Каква е нивната замисла, каква е нивната визија. Оваа јавна расправа беше претворена по мене во пародија, затоа што организациите кои дава препораки за кандидатите, единствено тие може да зборуваат за кандидатите и да ги фалат и да објаснуваат зошто ги препорачале, а сите други присутни на јавната расправа нема можност да им поставуваат прашања на кандидатите. Трпевска, која беше дел од процесот на избор од самиот почеток и која имала увид во биографиите на кандидатите, вели дека дел од оние што отпаднаа имаат богато искуство и се докажани во фелата. Факт е дека мандатот на актуелниот совет е одамна поминат и дека досега не можеше да се стигне до нов поради тоа што со законски измени од 2018 година се воведе двотретинско плюс Бадентерово мнозинство за избор. Но, вели Трпевска, тоа не може да оправда партиски калкулации. Консензусот треба да биде за тоа да се изберат независни и стручни кандидати. Значи, прв критериум требало да им биде во договарањето кои се тие луѓе кои ги задоволуваат од аспект на знаење, работно искуство, образование, кои се тие навистина стручни лица што треба да бидат избрани таму. Тоа треба да биде критериум за договарање меѓу партиите, за да може со двотретинско мнозинство. А ова сега беше претворено, ова договарање беше претворено, ние ќе гласаме за вашите кандидати, вие за нашите кандидати. Се уште постои интерес да се влијае врз регулаторното тело. Најмногу критики меѓу дел од политичката, но и стручната јавност имаше за кандидатките на Вреди, Афрона Врзиволи и Нафие Салмани. Законот забранува членовите на Советот на Агенцијата за медиуми да бидат лица кои извршуваат должност во политичка партија или пак биле членови на раководни органи на политички партии во последниве 10 години. Врзиволи летоска беше именувана за главен ревизор на ИПА фондовите како кадар на Вреди. Но по реакциите од ЕУ и притисокот од јавноста дека таа го нема потребното искуство и ревизорски сертификат, беше разрешена. Салмани пак била член на председателството на Алтернатива, а се најде и на листата за пратеници од Вреди. Сепак го минаа првиот филтер. Па став за изборот на кандидатите побаравме од опозицијската СДСМ и од владеачката ВМРО ДПМН. Повторно, случајно или не, од двете партии имаа речиси идентичен одговор. Зошто се решивте за партиски пазар наместо избор на професионалци во тело кое по закон треба да биде независно? Па не би се согласил затоа што мандатот на членовите на Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги беше изминат повеќе години. Во собранието беше спроведена соодветна постапка, беше објавен
и оглас, за да биде донесен и усвоен предлогот на членови за АВМУ, тоа потребно е двотретинско мнозинство и Бадентерово мнозинство. Ве уверувам дека Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги ќе добие квалитетен состав. Во тој дел имаше јасни забелешки од страна на Европската комисија дека членовите кои што се дел од тој совет и од таа агенција им е истечен мандатот, се со цел да направиме една функционална агенција, една функционална целина, сметавме дека во овој момент е подобро да се изберат. Дури и ако не се професионалци во прашање, бидејќи свесни сте за укажувањата на еснавските здруженија дека станува збор за луѓе кои што не се најдобрите од предложените. Имаше расправа во собранието по тоа прашање, мислам дека пред неколку месеци се разговараше за тоа и ние сме на ставот дека во моментов е потребно да има полн состав тоа комисија. Димитриевиќ вели дека СДСМ функционира како конструктивна опозиција подготвена за консензус, а на прашањето до пратеникот Левков од ВМРО ДПМН дали би ги гласал селектираните кандидати и покрај реакциите на новинарската фела, дел од експертите, а сега и од меѓународната заедница. Тој вели: Доколку остануваат истите оние докази нели кои што ги разгледавме истиот оној состав, да, ќе ги гласаме доколку настанат одредени промени, се разбира, може да се влезе во процес на ревизија. Веќе има пример кој укажува дека околностите може да се сменат. Пред околу 2 месеца комисискиот филтер го помина и кандидатите за Советот за граѓански надзор на следењето на комуникациите. И во тој случај, наместо докажани експерти во областа, беа избрани луѓе со партиски бекграунд. По реакциите, вклучително и на меѓународната заедница, која со години ја помагаше реформата на безбедносно-разузнавачкиот систем, пленумот во собранието никогаш не ги избра предложените кандидати. Дополнителна пречка за изборот на членовите на Советот на Агенцијата за медиуми се и законските одредби. На власта ќе треба СДСМ, бидејќи за избор е потребно двотретинско мнозинство. А ќе им треба и барем некој од Европскиот фронт на ДУИ, за да се стигне до Бадентерово. Продолжуваме. Најавата за именување и преименување улици во Тетово ги разбуди се ништата од минатото, и тоа не само под чара. Зоран Јовановски за емоциите, но и за рациото на оваа тема, односно каква е процедурата и кој се треба да се согласи за да се именува или преименува одредена улица. Општина Тетово изброја дека во градот има вкупно 297 улици. До оваа бројка дошла работна група формирана минатата година. Таа имала задача на терен да ги идентификува сите улици, меѓу кои има и такви означени со број, како и улици што немаат ниту број, ниту име. Утврдено е дека од вкупниот број улици, 81 се со име, а останатите 216 имаат или број или се без имени. Затоа локалната самоуправа решила да им стави имиња. Било воспоставено тело наречено Работна група за преименување на улици во општина Тетово, кои веќе имаат определено име и имиња на нови улици. Таа брои 11 члена, советници од сите партии застапени во Советот на општина Тетово, представници на локалната самоуправа, како и надворешни експерти. Председателот на работната група, Арџен Велију, кој е советник од редовите на БЕСА, смета дека ова е еден од најголемите проекти со кои се зафатила општината. Целиот овој процес е за доброто на секој тетовчанец кој што живее у Тетово и кој што служува да има една адреса која што крајот на крајот им го осигурува законот и уставот. Велију вели дека ќе биде објавен оглас на кој сите заинтересирани може да дадат предлози за имиња, а ќе бидат организирани и јавни дебати. После тоа нормално ќе се собират тие предлози и задачата на комисијата ќе биде све да ги идентифицира тие имиња, да ги регистрира и да припреми еден список на имиња кој ќе се достави до совет, после советот до владата за да земаме одговор од страна на владата. Ако владата даде зелено светло, тогаш советот ги официализира новите имиња на улиците. Но што вели законот? Какви треба да бидат тие? Името на улица, плоштад, мост и на друг инфраструктурен објект на подрачје на општина, односно на подрачје на градот Скопје.
може да биде определено со географско, етнографско, историско и друго обележје, име на истакната личност од областа на историјата, науката и културата, други погодни имиња, како име на значаен настан и датум, врз основа на листа на имиња. Според законот, со имињата не смее да се нарушува угледот на државата, да се навредуваат националните чувства на граѓаните, како и да се нарушуваат односите меѓу заедниците, обичаите и јавниот морал. Според Тетовската локална самоуправа, се работи за техничко прашање со кое голем број граѓани ќе добијат комплетирани адреси, а ќе се придонесе и за носење генерален урбанистички план. Нема да биде... Детали за проектот сподели градоначалникот Билјал Касами во јануари годинава. Рече дека ќе опфати именување, но и преименување на некои улици. Еден пример ќе дадам, тоа што прашавте. Не знам што е идентификација на Македонија и Тетово со името Кавказ. Во Тетово има улица Кавкашка. И не знам што сакаме да покажеме со тоа име на улица. Неколку примери има вакви со кои нема ништо заедничко ни Тетово, ни Северна Македонија. И тие улици сигурно ќе се преименуваат, но улиците на македонските херои кои се налики на ова време, сигурно дека ќе бидат земени предвид и ако комисијата одлучи да останат, ќе останат. Касами даде свое мислење какви треба да бидат имињата. Ние не можеме да бидеме заложници на едно време. Значи, знаеме дека Македонија до 90-тите години беше под Југославија и беше, комунистички систем, монистички систем, каде имаше други херои кои ги славевме. Сега сме во демократска држава, сега имаме нов концепт на која ги создаваме институциите и ја градиме државата. Тоа е европски демократски концепт и согласно тоа тоа сигурно ќе рефлектира и во имињата на улиците во градот Тетово. Значи тоа не е против никоја етничка група во градот, тоа е во интерес на сите етнички групи, но мора да рефлектира реалноста, сегашноста и тоа што ние сакаме да градиме во иднина. Во ваквиот став на Касами, од Сојузот на борци препознаа закана за имињата на улиците именувани по херои настани од Народно-ослободителната војна. Реагираа остро уште истиот ден. Треба да му е срам тоа такво еклатантно непознавање на историјата. Таква желба да се задоволат ситни политички апетити, едно бандитско однесување кој што е без преседан. Прашањето стигна и до премиерот Христијан Мицкоски, кој рече дека владата нема да поддржи решенија донесени без консензус, но и дека за ова прашање има коалициски договор меѓу ВМРО, ДПМН и БЕСА, кои го имаат мнозинството во Тетовскиот совет. А коалицијскиот договор е дека сите оние улици кои што се без број или со број да добијат име, а тие улици кои што веќе имаат име да не се менуваат. На договор упатува и самиот закон, кој пропишува конечната одлука да биде донесена со така наречено Бадентерово мнозинство. Одлуката се усвојува со мнозинство гласови од присутните членови на Советот на општината, односно на Советот на градот Скопје, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на Советот, кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во општината, односно во градот Скопје. Советот на општина Тетово е составен од 31 советник. Според информациите од локалната самоуправа, во актуелниот состав има 25 советници албанци и 6 советници македонци. Тоа значи дека за треба да гласат најмалку половина од 6 советници македонци, од кои 4 се од ВМРО ДПМН, а 2 од СДСМ. Ангел Карапетров е еден од советниците од ВМРО ДПМН. Тој го дели ставот на премиерот и претседател на партијата. Овој проект, како што го викате, започна, со една цел да се решат проблемите со кучните пројави и со немањето на имиња на улици. Нашиот став е јасен. Советничката група на ВМРО ДПМН не прифаќа промена на постојните имиња на улици. Додека за оние улици кои немаат име и оние со број, ќе се договараме и ќе преговараме. Глигорije Стојановски пак е еден од 2 советници од СДСМ. Тој вели дека ќе учествуваат во процесот, иако сметаат дека сега не е време за ваков проект. Бидејќи нашиот град
има куп поголеми проблеми отколку менување на улиците. Нашиот град се соочува со недостиг прво на вода за спиење во 21 век, купишта ѓубре на секоја страна, кучиња, скитници. Од вчера и граѓаните има можност да видат дека и коњи почна да ни шетаат низ градот. Се што еден град не треба да го има, Тетово го има. Кога ќе се решат тие проблеми на обичните проблеми на граѓаните, јас мислам дека тога нешто би требало да се отвори. А сега моментот за тоа не. Председателот на општинската работна група и советникот Беса Велију уверува дека одлуките ќе се носат со консензус. Ние како комисија и ја како председател апелираме овој процес да не се политизира. Бидејќи неговата цел не е да создаваме партиски или меѓуетнички поделби, туку да ги решаваме долгогодишните проблеми што граѓаните на Тетово се соочуваат со секој ден. И покрај учеството на советниците македонци во процесот, како и законските одредби, во Сојузот на борци остануваат предпазливи. Сметаат дека вистинската намера на општината е да направи ревизија на историјата. Да се каже дека борбата на партизаните, кој што е темел на државата поради АСНОМ и се што како државотворност произлегува, е дел од некој темно минато кој што само во главата на градоначалникот. Ние нема да допреме тука, будно ќе го следиме целиот процес и апсолутно нема биде прифатливо именување на било која улица, дали е без број, дали е со број, дали има име или нема име, а при тоа таа да носи име на милитантна личност, човек кој што е терорист, балист, кој што е припадник на било каква формација, фашистичка, профашистичка и нешто слично. Во Тетово веќе имаше обид за преименување на некои улици во 2007 година. Обид, затоа што технички постапката не заврши до крај. Сите советници гласаа за, но владата никогаш не даде согласност за новите имиња. Например, оваа улица зад мене, Тетовската локална самоуправа ја препознава како улица Дервиш Цара. Државата пак и натаму ја препознава како улица Јна. Тоа е причината поради која на граѓаните што живеат на оваа улица, сметките за комунални услуги им се адресирани на улица Дервиш Цара, додека во нивните лични карти се уште им стои адресата на улица Јна. Овој пример е добар потсетник од скорешното минато, дека ако нема широк консензус и ако не се следи законската процедура, може да се случи на крајот една група да користи едни, а друга поинакви имиња за истите улици во Тетово. Идејата за именување и промена на имиња на улици во Тетово можеби сепак ќе мора да почека. Ако се не заврши најмалку 6 месеци пред изборите, процесот ќе мора да паузира бидејќи така налага законот. А годинава е изборна. Најавите се дека локалните ќе се одржат во октомври. Ниту пред 10 години кога се изгради, ниту сега многу вистински македонски села немаат инфраструктура како комплексот Македонско село на Водно. Тогашната влада на Никола Груевски потроши неколку милиони евра за 12 куќи и неколку ресторани кои ја представуваат архитектурата од различни краишта на земјава со калкулација дека ќе станат културна читанка и туристичка атракција. Но математиката не излезе така и во пракса. Објектот повеќе од 6 години е под клуч. За живување веќе 2 месеца најавува новиот директор на владината служба за општи и заеднички работи, кој ни ги отвори вратите на подзаборавената државна инвестиција. Каква е сликата таму и зошто Ивица Томовски верува дека ќе го направи тоа што не успеа неговите претходници? Од Михаил Милошевски. Во 2016 на падините на Водно се отвори Македонско село. Етнокомплекс изграден со државни пари и со цел запознавање на традицијата и развој на туризмот. Ако го погледнеме туризмот и она што значи тоа за националниот идентитет, тогаш ние излегуваме вон рамките само на економијата, туку влегуваме во доменот на целокупното општествено живење. Собрано на купче, комплексот чинеше 6,5 милиони евра. За тие пари се изгради и опремија 12.000 квадратни метри со 12 куќи. Секоја представник за различен регион од земјава. Во нив има ресторани и соби за сместување. Но тешко се најде приватен партнер кој ќе го работи објектот. Победи компанијата Тинекс и мене ми е драго затоа што тоа е компанија која што е доста силна, мокна, може да издржи и слаби периоди кои ќе има некогаш. Тинекс победи, но не ги издржа слабите периоди. Се откажа после 2 години, иако месечната кирија од 3500 евра не изгледаше висока.
Компанијата тогаш соопшти дека акумулирала загуби од 150.000 евра. Во 2020 година, тогашниот технички премиер Оливер Спасовски најави дека комплексот ќе се претвори во стартап село, но ништо не се случи. Со доаѓањето на новата влада се врати идејата за селото како туристичка атракција. Почетната цена ќе биде 240.000 денари, каде што после тоа може, зависно од конкуренцијата, може да се наддава таа сума, па ќе идеме до 4.000 евра месечно. 4.000 евра. Надлежните се уверени дека од крајот на месецов ќе има нов концесионер. Но колку е тоа реално, знаејќи дека единствениот досегашен концесионер брзо крена раце. За да се дојде до комплексот Македонско село, потребни се околу 30 минути возење со автомобил од центарот на Скопје. Има два патва, преку Средноводно или преку селото Нерези. Ние се одлучивме за првата опција. Лошата состојба на патот од Средноводно до Македонско село е уште една причина за загриженост. Патот е тесен, на места без банкини и често изложен на одрони, што го прави небезбеден за сообраќај. Сето ова уште повеќе доаѓа до израз ако треба да се разминат два автомобила. Кога некако и ќе се стигне кај комплексот, барем нема мака за паркинг. Има на претек. За тие без кола се отвори автобуска линија со број 28. Автобусот се уште сообраќа, но најчесто е празен. Штом пристигне на последната постојка, веднаш се враќа во градот. Во Македонско село не пречека директорот на службата за општи и заеднички работи на владата, Ивица Томовски. Добар ден, како сте? Ден, добре дојавте. Добро ве најдовме. Патов малку лош за возење. Тоа е. Какви се условите? Вратите на селото ретко се отвораат за надворешни посетители. 6-та година жители се само четворицата обезбедувачи, а веднаш откако ќе се стапне во комплексот, неодминлив е впечатокот на запуштеност и пропаѓање. Трите возила наменети за превоз на туристи кои чинеле 24.000 евра, сега се неупотребливи. Шут е расфрлан из целиот комплекс, од клима уреди до мијалници. Штетите кои што изминатиот период се направени од 2019 до денеска се некаде околу 20 до 30 милиони денари. Што значи тоа штети? Штети по основ на ненаплатена закупнина, која што била во тоа време, штети по основ на обезбедување на објектот, штети по основ на осигурување. Тие се првичните параметри кои што можам да ги истакнам, но кога ќе се направи и анализа од новиот економски оператор, додатно може да кажеме која е штетата која што ја претрпело селото со неговото практично нефункционирање. Но Томовски е оптимист дека ќе го заживее комплексот. Веќе е распишан јавниот повик за концесија, а интерес пројавиле неколку фирми. Почетната кирија за целиот комплекс е 4.000 евра месечно, но заинтересираните ќе надаваат за 4 посебни делови – ресторани и капацитети за сместување. Од кога го објавивме огласот за нов концесионер, во првичниот увид на комплексот Македонско село, ќе правиме два увиди, едниот помина пред неколку денови, едниот е непосредно при завршување на огласот. До сега има околу 7 економски оператори кои што направиле увид во комплексот, кои што се заинтерес, потенцијални нови концесионери на селото, и тоа ми е еден од податоците кои што можам со сигурност да кажам дека може да биде профитабилно и може да биде економски исплатливо. Со Томовски ја продолживме прошетката и во куќите. Вратите им се пломбирани, што значи нема влез без дозвола. Внатрешноста изгледа добро за објекти кои се 6 години надвор од употреба, барем на куќата во која влеговме заедно. Собова е релативно добро зачувано, но се уште се чувствува миризбата на влага. Кажете ми концесионерот кој што ќе го добие Македонско село. Ќе треба целосно да реновира или како ќе биде планот? Практично да, ова е во добра кондиција соба, една од подобрите соби кои што се засегнати. Тоа зависи од концесионерот, но сепак
тоа што се чувствува миризбата треба да се отстрани таа миризба, треба да мириса на убаво, за да може да привлечете гости. Никој не би спиел во влага. И кога ќе се стави се на купче, дека комплексот чинеше 6,5 милиони евра, а се издава за 4.000 евра, излегува дека ќе бидат потребни 135 години за да се врати инвестицијата. Вредела ли изградбата? И како би постапил Томовски доколку на времето тој се прашувал како да се потрошат народните пари? Јас сум сигурен дека и во 2011 година се правеле некакви анализи за економската исплатливост на овој комплекс. Јас повеќе би се осврнал на моментот дека ова овдека е нашиот идентитет. А идентитетот навистина нема цена. И да, кога би бил јас оној кој одлучува, би одлучил да се изгради ваков објект. Сигурни ли сте дека овој пат ќе успее македонско село да функционира на долго? Сигурен сум дека ќе функционира и скопјани ќе имаат едно место каде да избегаат од градскиот метеж и да поминат добар викенд со семејството. Откако се разделивме со Томовски, продолживме сами во обиколка. Следна куќарка во која влеговме беше Реканската. Состојбата е далеку полоша од Кратовската. Влагата направила сериозни оштетувања. Освен непријатна миризба, има видливи траги над зидовите. Сериозно е оштетен и пукнан подот, потенцијална опасност за секој што би влегол внатре. Вратите на шкафовите во горните соби се скршени, а на терасата со црни пластични кеси се направени импровизирани жици, кои веројатно служеле за сушење облека. Зошто комплексот досега не успеваше? Во потрага по одговори им пристапивме на тие што беа вклучени во минатото. Тогашниот прв човек на владиниот ресор економија Валјон Сарачини, во чие време започна и се изгради комплексот, писмено ни одговори. Не беше моја одлука да се изгради. Тоа беше наследен проект и одлука на владата од периодот 2008-2011 година. Изградбата на проектот заврши во 2014 кога заврши и мојот мандат. Значи, не сум бил дел на влада кога се носеше одлука како да се стопанисува со проектот. Го побаравме и поранешниот концесионер, собственикот на Тинекс Владимир Тодоровиќ, со прашања зошто се откажа, но и дали би се пријавил повторно на новиот повик. Од него не добивме одговор. Иако првично имаше интерес, без став останавме и од поранешниот технички премиер Оливер Спасовски. Тој во 2020-та најави, но потоа не продолжи со идејата комплексот да прерасне во стартап село. Пред 2,5 месеца владата објави дека ќе гради подземен паркинг вреден 20 милиони евра кај плоштадот Скендербек во Скопје со старт на градежните работи веднаш по нова година. Го баравме, го добивме и во историјата на Владко Чаловски ви го презентираме изгледот на капиталниот објект, но само на хартија. Во пракса веќе е февруари, а нема ни распишан тендер за објектот на кој машините веќе требаше да копаат. Беа последните денови од ноември лани, кога вице-премиерот Изет Меджити излезе на пресконференција во владата во друштво на министри и заменик министри од вреди. Како што кажа, со задоволство сакаше да информира дека владата ќе одвои 20 милиони евра за подземна гаража кај плоштадот Скендербек, близу старата Скопска чаршија. Овој повеќегодишен проект кој предвидува изградба на 371 нови паркинг места, распоредени на 2 подземни нивоа со вкупна површина од повеќе од 13.000 метри квадратни. Ќе бидат обезбедени и адекватен број на паркинг места за лица со посебни потреби. Најавата беше интересна од две причини. Првенствено затоа што старата Скопска чаршија има голем проблем со паркирање, а потоа и цената. Според најавата на Меджити, ако за 371 нови паркинг места се потрошат 20 милиони евра, тоа значи дека едно паркинг место ќе чини околу 53.900 евра. Или, за оние што така им е полесно, ако се знае дека површината на градбата е 13.000 квадратни метри, тоа значи дека еден квадрат кај Скендербек ќе чини 1540 евра. Уште во декември се обративме до сите вклучени страни. Сакавме да го видиме проектот. Од Министерството за транспорт, каде се парите за тендерот, не препратија во општина Чаир. Таму пак ни ги отворија вратите за да ни ја покажат документацијата.
Секретарот на општина Чаир, Фарук Невзади, ни објасни дека е предвидено да остане сегашната улица која се поврзува со булеварот Гоце Делчев. Hyrja është prej të semaforat që është e Mavrovka, Bulevari Goce Delçev, më thonë kthesa e parë në ngjallë, të rrugë ekzistuese është ajo, edhe dhe më thonë hyrja për parkingun në toksor është prej kësaj pjese. Këtu vazhdon hyjmi të parkingu të Mavrovka, edhe këtu është e parapo me hyrja për fazën e tretë sheshit faktikisht. За оние што нема да сакаат да влезат во новиот подземен паркинг или во паркингот под Мавровка, ќе се направи кружен тек на крајот на улицата за да може лесно да се вратат кон булеварот, или пак, ако се локални жители, да паркираат во зградите или куќите. Но кружниот тек ќе служи и за да го прими сообраќајот од излезот на гаражата. Edhe vazhdon do të thotën këtu krijohet një rrethrotullim. Kthem gjatë këtu është faktikisht dalja e objektit. Këtu është hyrja, këtu është dalja nga parkingu në toksor, edhe faktikisht hyn rrethrotullim edhe del. Тоа ќе се гледа над земја, а под земја паркингот ќе се простира на две нивоа. Дел под сегашниот надземен паркинг до плоштадот Скендербек, дел под улицата и сегашните паркинзи. Или, ако просторот што ќе се уредува сега изгледа вака, идејата е да го добие овој лик. На местото на сегашниот надземен паркинг предвиден е плочник со фонтана и зеленило. Застаклениот објект на сликата еден од излезите за патници од паркингот. На десната страна, каде што сега има паркинг, првично наменет за жителите на зградите и зеленило. Повеќе нема да има место за автомобили. Просторот е пополнет со поплочени површини, урбана опрема и зеленило. И уште еден излез за патници од подземниот паркинг. Дали е потребен паркингот, луѓето што гравитираат во овој дел од градот немаат дилема. Па како не фали, видите како е градов. Дури да е 20 милиони евра изградбата? За 20 милиони има институции што може да проверат дали е 20 милиони. Со математиките не знам баш докај ќе излезем. Треба паркинг. Мада има еден таму, ама не изловува чаршија голема, има фреквенции големи. Чаршијата нема, само два паркинга, еден е горе кај Рубин Карми и други да овој. Би требало да има. Знаете дека се планира подземен? Да, знам дека нешто такво, ама како ќе се изведе тоа воопшто не ми е јасно, пошто просторот е мал. Така, знаете дека планираат изградба на подземни гаражи? Треба да се направи. Дури и по цена да кошта проектот 20 милиони евра? 20 милиони евра? Па сега зависи како ќе биде паркингот, ако е голем и 20 е малце. Колку коли ќе собере се? 1000, 2000 коли, 3000 коли. Катна гаража ќе биде, подземен паркинг, колку нивоа ќе биде, пристапот до таму ќе смета. Многу фактори се игра. Не би било лошо. Сметате дека нема доволно место? Или има? Има. Сепак е туристичка зона, не? Така е, да. Има. Ама народот навикнат било кај ќе најде да се паркира. Но помина декември, дојде нова година, а помина и јануари. Не е распишан ниту тендер, а вице-премиерот Меджити уште во ноември ветуваше. Besoj që procedura për tenderim do hapet së shpejti dhe fillim vitit 2025 do fillojnë edhe punimet për ndërtimin. Зошто не е распишан тендер? Зошто не се гради? Одговорот, прво се обидовме да го добиеме од човекот што го најави проектот, вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити. Тој не препрати во Министерството за транспорт и во општината Чаир. Од Чаир и покрај неколку обиди не успеавме да добиеме изјава од градоначалникот, што ги кочи работите. Во Министерството за транспорт пак став побаравме и лично од заменик министерката која од редовите навреди и преку службата за односи со јавност. Не добивме одговор на ниту едно прашање. Единствената официјална потврда до која можевме независно да дојдеме е на Бирото за јавни набавки. Паркингот кај Скендербек е влезен во годишниот план за јавни набавки на Министерството за транспорт. Тендерот, пишува таму, е планиран за февруари. Зошто тогаш никој не сака да даде конкретен став кога ќе биде распишан, кој ќе го распише, кога ќе почне да се гради? Избегнувањето да се даде јасен став со рокови вообичаено значи дека во позадина некои работи не се до крај јасни, иако зборот е веќе даден.
Ќе обезбедиме транспарентност и отчетност во сите фази на реализација со цел да ги оправдаме довербата и очекувањата на граѓаните. Ова влада е посветена на решавање на проблемите на граѓаните. Од содржините за вечерва уште саботажата, да ја видиме. Кога некој постојано исчезнува, разбирливо е кај многумина, па дури и кај тие со добар диоптер да се јави проблем со идентификацијата. Препознавањето оди тешко, ама не затоа што нешто длабоко се сменило во однесувањето. Туку има забележлива разлика во представителноста. Да, повелете, бар збор, не знам дали отправам се. Начално се извинувам, нова фризура, не сте се виделе. Реков, помешав со некој од правен сектор се извинувам. Па добро, и правен сектор не е лошо, знаеш што. Изгледот знае да измами, но за разлика од тие што не можат да бидат препознаени. Има доволно познати лица на кои веројатно со годините им се јавува криза на идентитет, па бурно реагираат на забелешката дека се соочуваат со тешкотија, ама не со изгледот, туку со релевантноста. Значи јас сум никој ништо, не давам збор и крај. Не давам збор. Не давам збор. А шо ќе сега, шо? А не давам. Он нема рачун на мен за ништо, така ли? Кој сум бил јас? Кој сум бил јас на мен да каже? Председател на СОЕТ-то, кој сум бил јас? Кој сум бил јас? Кој сум јас? Има такви кои знаат кои се и што сакаат, па ги користат сите можни вештини за да добијат назначење. И не само тоа, туку и пркосат само за да стасаат до тоа што ги интересира. Без оглед каква оценка ќе им биде пишана. Значи, јас поставам прашање, градоначалник. Во поставено прашање нема лажење или не лажење. Значи, можете да речете ви просто на мојата глупост. Порете продолжите, ќе Пак одговори. ми сега ми влегува како да продолжам. Добро. Значи, еве, јас ќе ви кажам што да одговорите. Ви просто за мојата глупост и јас сум глуп и неинформиран. Без оглед на причината за ваквиот изблик, евидентно е дека притисокот полека расте, а на многумина, кои за да бидат ниваму нитаму, како да им станува јасно дека просто-напросто излез од лавиринтот има, ама тешко се наоѓа. Баравме закон за РЕК како најпогодена општина од аерозагадувањето поради струјата што ја добива цела Македонија. Дури беа тие опозиција, браво Чулак. Се смена, сега вие браво, тој не чиниш Чулак, сега против си. Заклучок е тој, 30 години не заебавате едните и другите. Додека едните се менуваат за да дојдат другите, тие што се нудат како некаква алтернатива, паѓаат на преголема мудрост. Оти како поинаку да се разбере дилемата која си ја поставуваат околу се поголемиот број со граѓани кои земаат карта за воеден правец. Дали е помодарство или барање на подобри услови, тоа е знак на прашање и нешто што треба да се анализира или да се анкетира. И на крајот, наместо анкета и анализа, изгледа дека тие што бегаат од земјава го имаат сгрешено местото на живење. Ако постигнев во Кавадарци едно кафе да биде 110 денари во кафич, и ние се зборуваме дека се враќаме назад, не одиме напред. Не се знае дали 200 би било предпоставка за уште подобро, но кога е тргнато напред, враќање нема. Оти се друго би било сметано за злонамерно попречување на прогресот. Со крајот на сатиричниот коментар на Сречко Поповски завршува и ова издание на емисијата 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ке се видиме повторно в понеделникот 20:15. Пријатно!